Лево, десно и на целта. Браво. Абе за Македонија со цело срце. Да, за Македонија! Први бевме на тренинг камп на Каунтер Талер. Там пробах прв пат на капии да возаме и после му идеме на зорсна трка. Од кој па прв пат некој од Македонија беше на трка и за прв пат освоима бодова. Казната за скиење за уситски почна негде 2018 на Мавро на камп, кој го организираше Сдруженијето за без ограничување. Значи, едно тама скијаме едно 2-3 години, од кои имаше за првата година дојдеа инструктора од Велс, кои се работеле со лице со попреченост и лице со ситски. И тамо научиме на Маврово, за прв пат се спуштиме на Маврово. И после почнаваме да кажеме, повеќе одаме на Пампорово. Главни предизвици во Македонија е тоа дека нашите центри не се баш прилагодени за луѓето со попреченост да може да спортуваат. Затоа што базата каде што може да се постави за откаде што ќе тргне тренингот кај нас е далеко од терените. И пристапноста на вецињата, пристапноста до базата, ние ако отидеме да речеме на Попова шапка треба да се измориме за да стигнеме до местото за тренинг. Мојата визија за развој на спортот, за развој на спортот за луѓето со попреченост и не само скијањето, него и другите спортови што се адаптибилни спортови, бидејќи ова е всушност еден цел сегмент каде што со адаптибилни средства секој атипичен спортист или секој лице со попреченост може да се занимава со сите спортови. Значи, покрај возење, покрај скијање на луѓе во количка има и слепи лица кои скијаат, има и луѓе со без раце, без нозе, значи со адаптибилни средства да може да скијат. За идните трки очекуваме да збереме што повеќе бодове на тие трки за еден ден да се видиме на Олимпијада.